Прогнозите за престојните избори во Европската Унија одат во позитивна насока на европската десница, иако не помали се очекувањата и за екстремните десничари, доколку мерењата на пулсот на европските граѓани завршат на контото на центарот на десницата. Тогаш и Македонија можно е да добие попозитивни сигнали во однос на проширувањето од самата Европска Унија, со оглед и на промената на власта дома. Доколку се анализира историјата на Европската Унија и историјата на проширувањето на Унијата, може да се забележи дека секогаш кога доминирале десничарските партии во самата Европска Унија, проширувањето било повисоко на агендата. Тоа е најевидентно можеби во циклусот на проширување со државите од Централна и Источна Европа, кога доминира партиите од десницата и во Европската Унија и во државите кои што тогаш пристапуваа кон Европската Унија. Самата партија на десниот центар во Македонија, ВМРО-ДПМН, која што ќе ја предводи владата, би можела да направи еден дополнителен притисок и внатре во нашите институции за достигнување на европските стандарди, за европеизација на нашето општество и во еден однос со европските народни партии да направи чекор напред во нашата европска интеграција. Иако сите пораки од Европската Унија се исполнување на обврските кои ги преземале македонските власти, професорот Номовски остава простор новата европска политичка сила да донесе промени во самата Унија, но истовремено нашата дипломатија да ги врати уништените официјални релации Скопје-Софија. Можеме да детектираме 4 значени аспекти во однос на ова прашање. Имено тоа се прво резултатите од европските избори и резултатите во некои од државите членки на Европската Унија и како тие ќе влијаат на процесот на проширување. Второ, тоа се резултатите од парламентарните избори во Бугарија и начинот на кој што ќе се формира владата во Бугарија и како таа влада ќе се однесува кон ова прашање. Третиот аспект е претседателството на Унгарија, која што е пријателска држава на Македонија и држава која што во моментов е предводена од партијата која што има исклучително блиски односи со ВМРО-ДПМН, нашата идна владеачка партија. И четврто, како нашата дипломатија ќе успее да ги представи нашите аргументи пред нашите пријатели од државите членки на Европската Унија, пред европските институции и каков ќе биде односот со новите бугарски институции. Десницата во Европскиот парламент веројатно ќе ја сочинува најбројната група политички партии, смета и Филип Шулмајстер, директорот за кампања на Европскиот парламент, во врска со престојните избори што ќе се случуваат од 6 до 9 јуни. Сепак, не може да се предвиди победата, меѓу другото и заради тоа што не постои обединетост во позициите на сите десни и екстремно десни партии. Од друга страна, извори од Директоратот за проширување при Европската комисија велат дека не постои план Б, ниту пократок пат за почнување на преговорите со Македонија, освен спроведување на уставните измени за внесување на бугарското малцинство, дел од преговарачката рамка која ја прифати власта на СДСМ и ДУИ и покрај силното противење на народот.